Селото Булачани се наоѓа на 330 метри надморска височина во преградките на Скопска Црна Гора. На самиот влез од селото се наоѓа црквата Свети Јован Крстител. Црквата е гробичен храм сместен во најјужниот дел на селото. Земјотресот кој што се случи во 2016 година во близина на селото Стајковци нанел големи оштетувања на црквата, најтака веќе започнатиот процес на пукање на зидовите, а најмногу оштетувања има на куполата. Луѓето од црковниот одбор бараат од надлежните институции да го посетат објектот и да ја утврдат состојбата на црквата, за да може да се направи понатамошна заштита на истата. Овој наш свети храм, Свети Јован, село Булачани, кој се дотира од 14 век, меѓутоа два пати е рушена ова црква од османлиите кои биле тука на ова и после 1856 година е пуштена црквата во употреба, меѓутоа е наредено за да се направи, да се укопа во земја за да не биде повисока од нивните џамии. Значи, 1856 година е пуштена во употреба црквата. Покажување на старите луѓе, ние што го знаеме тоа повеќе да речеме. Меѓутоа, кога дојде времето, ние не сме знаеле дека е под заштита на културните споменици на Македонија. Почнавме да обновуваме и не забранија таа работа да ја работиме. Значи, мора да има одобрение и они се одговорни за таа работа. 2008 година случајно бев ја као член на одборот на црковниот одбор. Дојде Стојмир Стојанов, кој благодарение на човекот се заинтересира, го обновивме иконостасот, потоа требаше да се реновира ова дозгоре. Ние се сменивме како одбор, што дојде од новите си затајаја и така си остана. Меѓутоа ми е толку тешко, толку ми е криво за овој храм, што да се уништува, да нема никој да поведе ред и се обидев, јас и председателот на местна заедница се договоривме за да обновиме работа. Поднесовме барање на 13.2.2023 година во конзервативниот центар. Ни се јавија луѓето од там, рече утре доваѓаме за да видиме. Утрето заврна, ми се јави пак она, Мирка се вика, да, рече Љубе, не може да дојдеме утре, пошто врне ќе дојдеме од понеделник. И понеделник стана више, значи ни дојдоа, ни се јавија и телефонски не се било сега, да не ги критикуваме, да речеме, али жалосно што више се распаѓа црквата. Што е најнеопходно, што треба веднаш да се санира и да се направи во црквата? Сега ние сами не можеме, не смееме да работиме, значи мора бараме одобрение од нив. Ако они не се во можност да го направат, нека ни дадат дозвола, ние што кажа председател порано да не ги поновуваме работите, значи бараме од нив да дојдат или да почнат они да ја прават или ние да ни дадат одобрение да си ние работиме. Средства ќе се обезбедиме ние сами ако треба од селото. Барање испратиле до Заводот за заштита на споменици кој што е под ингеренција на Министерството за култура, но оттаму и поречиси 3 месеци поминати немаат никаков одговор на нивните барања. Ситуацијата се влошува од година во година, значи ова е веќе деценијски проблем кој што е појавен, значи ние веќе години наназад се обраќаме до институциите за да се реши овој проблем. Еве 2008 година кој е реставриран иконостасот, меѓутоа еве одговор нема, после секој земјотрес се појавува се поголемо оштетување на внатрешноста, така и на надворешноста и мислам дека ако не се превземе нешто, штетите ќе бидат поголеми за жал. Па потребно. Апелот наш како граѓани на Булачани, жители на село Булачани, апелот е до институциите или да ни издадат дозвола, затоа што црквата, како што напоменавме, под заштита на културно наследство, да ни издадат дозвола за да можеме ние самите да ја реконструираме или они да одредат
тим, екипа од нивна страна, ние сме спремни како село, како место да тие трошоци да ги сносиме. Очекуваме од нив да одговорат позитивно. Сега апелот е тој. Црквата има огромно значење за културното наследство на Република Македонија, кое што датира уште од 14 век, но како што велат жителите, сите надлежни институции ја имаат подзаборавено. Внатрешноста на црквата е со раскошен реликс иконостас, изработен од тајфата на Дичо Зографски, под закрилје на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, Јустинијан I, и представува културно наследство на Република Македонија. Самата црква е оставена на забот на времето и е доста оштетена. Се бараше помош по писмен пат до институциите кои се задолжени да го конзервират и заштитат овој прекрасен објект. Благодарејќи на жителите на село Булачине до сега успеа да заштитат и да направат се што е во нивна можност. Но чинам дека македонската сага и понатамо продолжува да ги регистрира, за жал, овие немили настани од институциите во Република Македонија. Желбата и иницијативата на црковниот одбор, како и на жителите од село Булачани, е да го заштитат и да го вратат сјајот на убавиот црковен бисер. Црквата Свети Јован Крстител е изградена на старо црковно место каде населението се собирало на Иванден од дамнешни времиња.